Во последниве години, значи, како резултат на ова претерана и, подобро кажано, несоодветна употреба на антибиотиците, темата за антибиотска резистенција е топ тема не само кај нас, туку во целиот свет. Доаѓаме во ризик од развој на така наречени супербактерии кои што на крајот на криштата нема да може да се излечат со ниеден антибиотик и има бројни смртни случаи во светот од бактериски инфекции заради тоа што ние немаме што да употребиме во терапијата. Токму заради тоа е особено важно да ги почитуваме основните начала. Не само да користиме по препис и да ни издадат во аптека да го куеме препишан на рецепт антибиотик од една страна, туку и да ги почитуваме насоките што ни се дадени. Тоа значи дека прво треба да почитуваме како треба да се пие. Некои антибиотици се пијат на гладно. На гладно подразбира половина час или 1 час или повеќе пред оброкот. Други, заради одредени несакани ефекти од тип на гадење и слично, се пијат после првиот оброк најчесто. Значи, тоа се работи што се важни да ги почитуваме во смисла на тоа да не ја нарушиме концентрацијата што ја постигнува антибиотикот и на тој начин да предизвикаме неефикасност или намалена ефикасност во терапијата. Втора работа што е важна е тетрациклините, например, како антибиотска група не треба да се пијат заедно со млеко и производи кои што содржат калциум. Има бројни такви интеракции кои што пациентот не може да ги знае и не е безазлено да користи антибиотици како што тој мисли дека треба или кога ќе одлучи дека треба да ги користи. Почитувајте ги препораките на вашиот лекар или фармацевт со цел да добиеме ефикасност во терапијата, побрзо да излечите инфекцијата од една страна, од друга страна да не предизвикаме резистенција или други некои нус појави кои што може да се случат. Важно е да ја користиме целата доза која што ни е препишана. Ако ни рекле дека треба да се испијат 5 пати по 2, значи на 12 часа во текот на 5 дена, а ние се чувствуваме подобро веќе после третиот ден, не треба да прекинеме со тоа. Да. Следниот пат кога ќе ни го препишат тој антибиотик, постои ризик да не биде неефикасен. Едноставно народски кажано, без да објаснуваме кои се механизмите на резистенцијата. Да. Така да тоа се работи кои што неслучајно се вели не ги презимајте на своја рага. Кога веќе сме дошле во ситуација да добиеме на рецепт, треба да ја испочитуваме таа терапија.